Свети Илија и Господ. Чита Александар Станојков. Патувајќи две жени од град за на село, дошле до една река суодолица што беше многу голема, стечена од некој голем дожд, и кога дошле до реката, беа застанале пред реката да ја чекаат да претечит и после да ја прегазат. Во тоа време, Господ и Свети Илија си гледале сеир од небеси на земи и видел Свети Илија двете жени кај што чекале да претечи реката и да поминат. Помогни му, Господи, му рече Свети Илија на Бога, на оние две жени да ја прегазат реката, оти ќе се стемни. Во тоа време, една од жените се засукала и се приготвила да ја прегазува реката и фатила да се крсти. Се крстила и ја загазила реката, тамам дошла до сред река и се удаила. По неа влегла другата без да се прекрсти и ја прегазила. Ете, Господи, да не прави на што се прави со двете жени. Во што не прави на виде дедо Илија? Го прашал Господ Свети Илија. Како во што видов грешка, Господи? Му рекол Свети Илија. Првата жена што се удаи во рекана се скина крстејќи и поидувајќи до среде се удаи, а пак втората жена ич не се прекрсти и не се удаи. Како велиш, Господи, право е таа што се крстеше и те молеше да се удаи и таа што не се помоли да не се удаи. Чум ти не си срцевидец, дедо Илија, така ти се гледа на очите. Слушај да ти кажам, дедо, за тие две жени која каква е. Првата жена од која се родила никако не ми се помолила и не се прекрстила. Само сега се прекрсти, оти се уплаши од реката и затоа е остаена од мојата подкрепа. А пак другата, од која се родила, само сега не се прекрсти, а со срцето и со мислата и сега беше при мене и затоа не се удаи. Ете, мојата правда, дедо Илија, што ти се гледа тебе неправда. Слушај сега и за друго нешто да ти кажам, дедо. Гледаш во онаа нива кај што жни една аргатинка и стопанката на нивата стои како свештеник пред неа? Гледам, справедливи Господи, му рече Свети Илија. Стопанката на нивата му е нумка на аргатката, а пак аргатката е крштеница. Има некоја кривина во стопанката, али во аргатката? Има, Господи, како нема? Грешката е во нумката. Оти е во нумката грешката, дедо, му рече Господ. Како оти, Господи, која е бездушница нумката? Уште од темни зори ја внесе во нивата крштеницата да жниет без да ја дај поручек да касни еден залак хлеб. Ами гладна завалијата да жние ја застанала пред неа за да ја свети и да не ја остави да здивни. По сите ниви аргатите прво ќе поручаат и после ќе заласаат да жният и стопаните на нивето настрана си седат и вода му носат да пијат. А пак нумката не ја видов ни вчера, ни денеска да ја дај вода на крштеницата. Комшиите ќе седнат да ручаат, тамам на време и стопанот ручек му носи, кој зелник, кој друга манџа. А пак нумката уште еден саат ќе држи да жние и сув леп ќе и дај да јади. Комшије не поручеко ќе си полежат екој саат да си починат, а пак нумката со залогов уста ќе ја скорни да жние. Комшије уште не заедено сонце ќе си тргна за дома, а пак нумката со темница си оди со крштеницата. Бидејќи многу сиромашка крштеницата, ти ќе траи и се мачи, само за еден сув леп со солзи на очите си плачеал. Наместо да пеи, као што пеат комшиите. Знаеш, Господи, што мислам да ја направам? И што мислиш, дедо, да ја направиш? Му рече Господ. Да влезам во вечна мука и да извам неколку вжештени камења и да ја врлам на неа, на дно земји да ја натарам. Ете, тоа треба за неа, Господи. Според мене не треба да ја тепаме, ами да ја осиромашиме. Стоката нејзина да ја префрлам на крштеницата и нумката да ја биде аргатка пред крштеницата да жние, да види каков е аргатлако и да се сети како и правила на крштеницата. Ете, вака ќе ја направам, дедо, на таа бездушница. Така направи, Господи, само да ја накажеш, оти од мака што ми ќе си пукнам во кожата, му рече Свети Илија. Без друго ќе осиромашам, дедо. До годината по Божја заповед осиромаше нумката, а крштеницата се обогати 2 пати повеќе од нумката и дојде редо да оди нумката при крштеницата да ја биде аргатка. Арнама, крштеницата не ја мачала као што ја мачала нумката,
Ами, многу си ја честила, со јадење, со пиење, као на свадба ја држала и најмногу ѓунделок му давала спроти на друзите.